2017 е годината во која со потпишувањето на договорот со Бугарија беа затворени сите историски прашања со источниот сосед, барем според тогашниот премиер Зоран Заев. Договорот според него беше и пример за сите во регионот, договор кој ќе донесе светла европска иднина на Македонија. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставиле терминаторот како тема на еднината, со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за балканскиот регион. Затворивме прашање со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Овој договор е заеден успех, но и заеден придонес во политичка стабилизација и во државите и на регионот на кој што припаѓаме. Овој успех нека биде идеја, пример, модел за соработка за регионот и пошироко. 5 години подоцна реалноста е сосем друга и покрај големиот број отстапки кои Македонија ги направи, толку посакуваниот датум за старт на преговори со Европската унија го нема токму поради Бугарија, а нема да го има ниту ова лето. Сега барањето на источниот сосед е Бугаријата во уставот да влезат како државотворен народ. Реално, до крајот на француското председателство со Советот на Европа се сомневам дека моите колеги од Македонија ќе можат да го отворат уставот и да го завршат овој процес. Бугарските барања од година во година, од ден во ден стануваат се поголеми, по се изгледа бадијала сите отстапки кои беа досега направени, дури еден од најголемите македонски историски херои, Гоце Делчев, покрај македонски за Заев стана и бугарски народен херој. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Бадијала добивме и заедничка историја. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. И таа историја од неа се создале и македонскиот и болгарскиот народ, и македонскиот јазик и болгарскиот народ. Можеби нешто превагнува да биде повеќе македонско. Некаде превагнува да биде повеќе бугарско. Ама ако бидеме паметни, ќе го ставиме да биде заедничко. А бадијала променивме и историски факти. За екс-премиерот, бугарскиот фашистички окупатор, стана администратор, а не фашист. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата. Преговорите со Бугарија повторно запнуваат. Сега министерот за надворешни работи Бујар Османи откри дека постоел нов нон-пейпер за решавање на спорот со источниот сосед, но од таму повторно пристигна нов студен туш. За нив овој предлог кој македонските власти го кријат не е прифатлив.